Ке се заостри рамката околу финансиските друштва кои даваат брзи кредити, најави министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во емисијата Бизнис 21. Рече дека изминатава година сериозно се работело на зајакнување на контролата врз овие друштва. Одземени се 2 лиценци, изречени се казни и издадени се 37 опомени, бидејќи не работела според закон. Теренските контроли го констатирале токму тоа на што најмногу се жалат граѓаните, дека влегуваат во должничко робство, им се наплатува повеќе од законски дозволеното, а неодамна имаше и случаи со злоупотреба на податоци кога некој друг зема брз кредит во нивно име. 2 лиценци се одземани, еве точно сега го гледам, 4 прекршочни налози, глоби се констатирани, имаме информации што се случува на терен, сега се спрема уште една прекршочна за едно друштво со сериозни пропусти точно во делот на пресметките кои што ги правеле и начинот како ги калкулирале трошоците се спротивно на закон. Нормално и тука нашата цел е да ги заштитиме пред се граѓаните. Не беше целта директно да ги затвориме, бидејќи сепак граѓаните ни се приоритет во делот нели на заштита, некој веќе враќал повеќе од тоа што законски требало. Покрај подзаконски акти, министерката рече дека се размислува на измена на нивниот закон каде ќе се решат сите досегашни пропусти, а во контролите се вклучило и финансиско разузнавање во делот на перење пари. Многу внимание се посветува на ова и ќе се стега дефинитивно целата таа рамка околу нив и она што е најважно, го вклучивме финансиско разузнавање преку делот нели на перење пари со цел и тие поблиску со нас да работат во констатирање поставување на одредени индикатори за да направиме такви индици. Во овој момент не можеме да кажеме затоа што видете законот на нив им дозволува дел од средствата, нели како е до 1000 евра да можат да ги исплаќаат во кеш. И во таа насока размислуваме како тој дел да го затегнеме. Финансиските друштва во земјава лани оствариле вкупен приход од 99,6 милиони евра. Најголем дел завршил кај 10 од нив, кај нив се слеале 95,7 милиони евра. Профитот пак кај овие 10 друштва е над 20 милиони евра, или подобар за над 78% во однос на претходната 2023 година. Граѓаните пак лани се задолжиле со над 160 милиони евра преку брзи кредити. Дури 30.000 брзи заеми вредни 20 милиони евра се ризични и граѓаните тешко можат да ги вратат на финансиските друштва.